Поддржана е иницијатива за отворање на мали групни домови во Гевгелија. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска и градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков денеска во Гевгелија се сретнаа со родителите на деца со попреченост. Родителите бараат во општината да бидат отворени мали групни домови за деноноќно згрижување на деца со попреченост од овој крај. Во моментот неколку деца со попреченост престојуваат во мали групни домови во Демир Капија, додека пак дел од родителите чии деца престојуваат во дневниот центар за деца со попреченост бараат обезбедување на целодневни услови. Министерката Шахпаска рече дека целта на проектот за мали групни домови е да се извадат децата со попреченост од институциите, а проектот се реализира во рамките на процесот за децентрализација на социјалните услуги. Доколку има заинтересираност и подготвеност на општината, можат вакви мали групни домови за деца со попреченост да бидат отворени во Гевгелија. За таа цел до крајот на мај ќе биде распишен јавен повик за отворање на вакви домови, но во меѓувреме надлежните ресори во Министерството треба да дојдат во Гевгелија и заеднички да ги согледат можностите за отворање на вакви домови. Потребно е да се обезбедат 2-3 куќи доколку општината не располага со таков имот. Тогаш треба да се закупат, па да се обезбеди едуциран кадар и лиценциран провајдер за организирање на услугите, нагласи Шахпаска. Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков пак ја поддржува иницијативата за отворање на мали групни домови за деца со попреченост во неговата општина. Тој вели дека општината е подготвена за реализација на овој проект. На тој начин ќе се излезе во пресрет на барањата на родителите, но истовремено практично ќе се потврди децентрализацијата на социјалните услуги, процес кој што веќе е започнат. Инаку општината во изминатиот период со финансиска поддршка и други активности ги поддржа згрижувањето на деца со попреченост во постојните дневни центри, преку обезбедување превоз или простор за организирање на нивните активности.